Sestri, verujem дека ми верувате ако кажам дека се радувам денеска што сум овде со вас. Ете, требаше порано да бидам, ама такви беа околностите, моравме да одгодиме моето доаѓање и се радувам да денеска сме тука заедно. Тоа што излезе он, нешто спомна што ме потсети на нешто што еднаш слушнав од брат Давуд, малку од вас го знаете, сестра Мара го знае, не знам другите кои го знаете, брат Борче го знае, од најстариот верник во Шутка што беше, да, и сестра го знае. Уште како припреник ми кажа една приказка за еден цар кој што ги пратил своите слуги да бараат трње меѓу ружите. И кога дошле, донале доста трње, им ги прашал, имаше ли трње? Да, вели, многу имаше. Имаше ли ружи? Не, вели, немаше ружи. Пратил друга група да бараат ружи и дошле со многу ружи и нив им го поставува исто прашање. Дали имаше ружи? Да, вели, многу. Видовте ли трње? Не, вели, немаше трње. И она што кажува, она што гледале, тоа виделе. И ние така во нашиот живот можеме да гледаме на лошите работи, на негативните работи, да ни опаѓа духот и кога збориме едни со други, да го опаѓаме духот еден на други, а можеме и да збориме за позитивни работи, па да и нашиот дух биде ободрен и да кога ќе збориме едни со други, можеме се храбриме едни другите. Пред малку пак ќе се надоврзам на тоа што збореше, се Сакелина планирала доде со автобус. Едно планирала, но друго испаднало. Некогаш и нам не се случува така во животот. Нешто се надеваме, нешто веруваме, нешто мислиме, но не испаѓаат работите баш така како сме надевале. И насловот на ова наше размислување денеска е а ние мислевме или а ние се надевавме. И ова кога ќе спомнам сигурно сите ќе се сетите каде брат Лазар рече нешто ново ќе слушаме. Нема што ново да слушаме, ова сите го знаеме. Ајде да се потсетиме. Во Матеј 24 глава 21 стих. Евангелието според Матеј 24 глава 21 стих. Лука, јас сгрешив, отворив Матеј, гледам не ми одговара. Лука 24 глава 21 стих. А ние се надевавме дека е тој оној што треба да го избави Израел, но покрај сето тоа денеска е веќе трет ден откако се случи ова. Верувам дека сите браќи и сестри знаеме за што станува збор. Оние двајца патници кои што патувале за Емаус биле толку тажни, нивните очи биле насолзени, и во својата тага не го препознале патникот што им се придружил. Исус лично им се придружил, а тие тоа не го приметиле. Дали нам во животот некогаш ни се случило? Имаме некој голем проблем. Сме се молеле, сме верувале дека Бог ќе го реши нашиот проблем. Но не се случило онака како што ние сме очекувале. И во таа наша тага се случило да не го приметуваме дека Исус до нас. Дека е Он тука. Него сме се почувствувале осамени, напуштени, сами. Да мораме сами да се соочиме со нашиот голем проблем. И се случило некој такво нешто, браќи и сестри? Или нам такви работи не се случуваат? Се надеваме нешто, а што сема друго излегува. Пред малку баш кога мислев на ова наш наслов, се сетив само на еден, мада многу настани во живот така има, кога пред повеќе години Александра беше уште малецка, беше тоа 29 октомври, незиниот роден ден, а тој ден имавме евангелизација, ако добро ме држе памтењето. Тргнавме со колата из градот и тука кај Мавровка, напред сообраќаец го регулираше сообраќајот, дигна палката да станеме, кола пред мене застанува, јас застанувам зад неа, автобусот зад мене не кочи и не удари.
Радица нещо беше наведната и кога ја удри автобус, ја сецна и скрши пршено продолжеток. И таа вечер евангелизацијата не можехме да одгодиме, ама роден денот не беше роден ден. И колку сеќавам, оној во болница таа вечер остана. Или се да ја пуштија дома затоа што од Адра имавме оние специјални болнички кревети и ја пуштија, ама беше непокретна и тоа долго време, неген скоро 2 месеца, мислам дека беше одвесе наша помош само до тоалета одеше. Ние се надевавме таа вечер дека после евангелизација ќе славиме роден ден, но тоа не се случи. Но во животот понекогаш постојат и многу поголеми разочарувања. Често им се случувало тоа и на Исоите ученици, но мене ми е посебно интересно кога и нам нешто така ќе ни се случи, да се охрабриме дека тоа може секому да се случи, но да извлечеме некоја поука од тоа. Кој беше Јован Крстителот? Човек кој дојде на свет тогаш кога неговата мајка медицински не беше више во состојба да раѓа. Бебе кое што ангелот Гаврило лично го најави неговото доаѓање. Бебе кое при неговото раѓање се случи чудо, неговиот татко онеме поради недостаток на вера и дури кога го напиша неговото име на плочка, на табла, дури тогаш му се отвори јазикот. Оно што е уште по-неверојатно, човек кој што прв го препозна јагнето Божје, прв го препозна Исус, кога дојде да го крсти. И најневеројатното, кога Исус се крсти, тој го виде небото отворено и го слушна гласот Божји. Ово е синот мој љубезен кој е по мојата волја. Како можеше, браќа и сестри, и на него да му се случи она што читаме во Лука 7 глава 19 стих. Лука 7 глава читаме 19 стих. Јован пак повика двајца своји ученици и ги испрати кај Исуса говорејќи: ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? Тој се надеваше дека Исус него ќе го ослободи од затворот. Но тоа не се случи. И во еден миг се посомнева. Зошто се посомнева? Проблем е и на учениците, и на Јована, и на водачите верски, но наш проблем често денеска е што кога имаме нешто, некој теолошки став за некое прашање, се усредоточиме на некои стихови, но ги занемаруваме некои други стихови. И тврдо стоиме за дона затоа што имаме цврст доказ, а не гледаме дека има некој стих кој што ни помага да сватиме дека не е тоа баш така. И затоа, еве му се случило и на Јован, да во еден миг се посомневал. Па Исус мораше преку гласниците да му посочи на некои настани што се случува и да се сети Јован на сите пророштва кои тоа однапред го пророкува и да може тој да свати дека е тој на вистина оној ветениот Месија. Спомнав и дека и на учениците тоа неколку пати ми се случило, посебно два посебни примери имаме. Во Евангелието според Матеј, во 14 глава читаме. Во Матеј, да отвориме 14 глава и да прочитаме 21 стих. Оние што јадеа беа околу 5000 мажи покрај жените и децата. И веднаш читаме следниот стих. А веднаш ги повика Исус учениците своји да влезат во коработ и да минат од другата страна преку него, додека тој да го распуши народот. Исус храни 5000 луѓе. Големо воодушевување меѓу народот, а посебно меѓу неговите ученици. Одеднаш се случува нешто чудно. Исус веднаш им заповедал на учениците да поминат од другата страна на морето. Браќи и сестри, две прашања имам за нас. Зошто Исус веднаш им заповедал да поминат од другата страна и дали тие го послушаа? Што мислите? Зошто? Веднаш и дали го послушаа?
Ajde da pokušаме prvo da dobijem odgovor na prvo to prašanje. Čitаме во Јован 6 глава 14 и 15 стих. Евангелието според Јован во 6 глава. Да читаме 14 и 15 стих. А луѓето кога го видоа чудото што го направи Исус, рекоа: ово е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот. А Исус штом разбра дека сакаат да дојдат и да го фатат и да го постават за цар, се повлече сам во гората. Еве, гледаме што е причината да Исус им наредил да поминат од другата страна на морето. Сабарето, кога се поздравував со некој од вас, викавте дека не сум се променил, но само јас знам дали сум се променил или колку сум се променил. Не само што толку више не можам да памтам, него и со видот доста ослабнав, така да се ми е потешко више да читам и да пратам текстот, но се надевам дека со Божја помош сепак ќе биде се добро. Исус разбрал. Тој не би било она што е, да не ги разбрал што тие намераваат. И затоа веднаш им наредил да поминат од другата страна на морето. И еве читаме во Копнеж на вековите на 350 страница или 378 во оригиналот. Вели: никогаш порано не им се чинило толку тешко да го исполнат Христовиот налог. Учениците долго се надевале на некое народно движење што ќе го постави Исус за престолот. Тие не можеле да ја поднесат помислата дека ќе биде напразно сето ова воодушевување. Понатаму читаме: на неговите следбеници ова им се сторило златна прилика својот сакан учител да го постават на престолот Израилов. Меѓутоа, читам и ова, Исус сега зборел со таква власт, каква што никогаш порано не покажал кон нив. Неговиот начин на поставување бил толку решителен, што не се осмелиле да не го послушат. Во него препознале сила што е над сите земни власти и и без никакво прашање се покориле. Но гледавме зошто Исус веднаш им заповедал да поминат од другата страна, но дали тие и веднаш тоа го сториле, беше второто прашање. Учениците не го напуштиле веднаш копното како што им заповедал Исус. Чекале извесно време со надеж дека ќе им се приближи. Тие се надевале дека дефинитивно дојде мигот кога Исус ќе седне на престолот. Не размислувајќи за многу стихови кои што кажуваат дека тоа ќе се случи тек после второто доаѓање, дека неговата мисија е сосема друга. Првите зборови што Исус ги изговорил, односно стихови што ги читал од книгата на пророкот Исаија, кога првпат тамо Лука 4 глава, кога првпат бил во храмот, многу убаво ја опишал својата мисија и они тоа го знаеле, ама ете и покрај тоа што Исус повеќе пати ги им напоменувал: треба да одам во Јерусалим, треба да бидам фатен, треба да ме распнат, да умрам, треба да воскреснам третиот ден. Тие едноставно ништо тоа не разбираа. И затоа вели, тие чекали извесно време со надеж дека ќе им се приближи, ќе се врате и сепак ќе остварат својата цел. Се обвинувале себе си што толку лесно се покориле на неговата заповед и сметале дека со поголема упорност би можеле да ја постигнат својата цел. Колку пати нам ни се случило во животот, не сме постигнали некоја цел и онда си викаме: да бев поупорен, да беше ова, да беше она, да не го пропушти в автобусот се Калина. Ама ете, Бог сакал да и то ще биде тамо. Ама ние понекогаш се кајме, се разочарани сме, зошто не беше тоа према нашата замисла. И цело време се прашувале зошто. Зошто тој кој поседува таква сила не се открил во својот вистински карактер.
I onda veli se setile na žalostното iskustvo na Jovan Krstitelja, što pred malko го spomnavме, i повторно поставиле прашање. Си поставиле прашање зошто? И најтажно е сега ова мисла. Така размислувале се додека не навлекле врз себе голема духовна темнина. Зошто? И толку далеко отишле да навлекле на себе една темни мисли и гледате овие мисли сега. И сега отише толку далеко, што им дошла на ум мислата дека може би е тој само еден измамник, како што тврделе фарисеите. И тој ден, кога Исус нахрани 5000 луѓе, на ними се чинило дека небото слегнало на земјата, а сега разочарани, скршени. И онда затоа и се случи на морето таа ноќ, таа бура, према Божјото провидение. Па се случи да Исус оде по водата, искусото со Петар, и да го стише Исус на морето, бурата, и да сватат дека е он на вистина Месија, да ги охрабри Бог да можат понатаму да продолжат, да не паднат скроз. Ова е еден од тие примери кога учениците биле многу разочарани, меѓу некои така други настани, ова е посебно. Но јас посебно би го издвоил последниот настан што се случуваше во Гецеманија, кај што тие доживеа најголемото разочарување. Во Матеј 26 глава ќе прочитаме 47 стих. Матеј 26 глава 47 стих. Сличен извештај наоѓаме и во Јован 18 глава 3 стих. Додека тој уште говореше, ете Јуда, еден од 12, дојде и со него многу луѓе со ножеви и со колови, испратени од страна на првосвещениците и старешините народни. Доаѓа Јуда во друштво на кого? Најголемиот олош, кои што дошле со оружје, како да дошле, како што вели Копнеш на вековите, на лов на диви животни. Она што читајќи скорото, јас ја читав книгата Драма на Голготи, која исто извадок од книгата Копнеш на вековите, ама што знам, некои мисли како да никош не сум ги чул, ако од неколку пати ми е читана Копнеш на вековите. И посебно овде примитив нешто што сега не сум примитил, друштвото кое што го изабрали свештениците и првосвещеникот и старешините, да постигнат својата цел, какво друштво изабрале. Во Драма на Голгота 17 страници, иначе 696 во Копнеш на вековите или 697 во оригиналот, вели: на еврејските поглавари за нивното достоинство не им сметало да се дружат со оние кои го гонат Исуса. Овие свештеници и овие итри старешини ги пратиле слугите на храмот и злосторниците кои дошле со Јуда во Гецеманија. Какво друштво за тие високи црквени достоинственици. Тоа била маса желна за возбуда, наоружена со секакво оружје, како да излегне на лов на диви зверови. Какво друштво? Драги браќи и сестри, кога размислував за ова, помислив и за нашиот живот, со какви луѓе ние се дружиме во нашиот живот. Ние можеме да се дружиме со секакви луѓе кога се работуваме, ама кога посебно се дружиме, со какви луѓе се дружиме и како ние влијаеме на нив и како тие влијаат на нас. Дали малку повеќе размислуваме за нашето друштво со кој се дружиме. Но, знаете што е она најчудното овде? Не само на старешините и на свештениците и првосвещеникот што не им сметало ова друштво. Најстрашно е што меѓу тоа друштво е и кој? Јуда, издајникот.
А знаете ли što je za mene najčudno тука, braći и сестри? Кога Јуда го издаде Исус со бакнеж. За мене е најголемата поука овде, што Исус го прифати издајничкиот бакнеж на Јуда. Ајде да бидеме искрени, јас и ти да бевме на тоа место. Да знаеме дека Јуда е издајник. И доаѓа со бакнеж да не издаде. Дали би го направиле тоа што Исус го направи? Ова навистина е една силна порака за нас, силна поука. Да оставиме на Бога, тој да суди во своје време, на свој начин. Ако читаме во Јован 18 глава, понатаму во извештајот, ќе видиме кога Јуда го издава Исуса што се случува. Во Јован 18 глава читаме од 4 до 6 стих. А Исус, знаејќи се што ќе стане, со него излезе и им рече: кого барате? Му одговорија: Исус од Назарет. А Исус им рече: јас сум. Со нив стоеше Јуда кој го предаде. А кога им рече: јас сум, тие се повлекоа назад и паднаа на земјата. Исус им вели: јас сум. И што се случило тогаш? Паднале на земја. Зошто паднале на земја, браќи и сестри? Зошто паднале? Од зборовите Исусови? Во Лука 22 глава, додека Исус беше осамен, кога и неговите ученици спиеа, Петар, Јаков и Јован, кога му беше најтешко, кој му дојде таму да го охрабри? Лука 22:43 читаме. И му се јави ангелот од небото и го подкрепуваше. Ангелот Гаврило лично бил присутен тука. И тој само малку, за кратко ја покажа својата слава, и од таа слава попаѓале сите како мртви. И она, што е посебно несватливо, овие пресрамотнени луѓе, откако станале повторно на своите нозе, не се опаметиле, него упорни ја спровеле својата цел и го врзале Исуса. Кога Петар тоа го видел, сите се сеќаваме како покуша да го одбрани Исуса и успеа само да го отсече уото на слугата на првосвештеникот. А Исус уместо да му помогне на Петар да се ослободи, тој напротив нешто спротивно прави, уште го зацели уото кој што Петар го отсече. И може сега да ја замислите како се чувствуваа учениците, кога тие кои што го очекуваа Исус да седе на престолот Давидов, а тие да се тука први министри покрај него, кога го видоа како разбойниците го врзуваат и го преведуваат. Ајде да прочитаме од книгата Драма на Голгота 16 страница, и исто тоа го има во Копнежот на 626 страница, кај што вели: учениците мислеле. Која беше нашата водечка мисла денеска? А ние мислевме. А јас мислев. Учениците мислеле дека Исус нема да дозволи да го фати. Мислеле дека онаа сила која овие луѓе ги фрли на земјата ќе биде во состојба да ги задржа на земјата додека Исус и неговите ученици одат на сигурно место. Многу се разочарале и огорчиле кога виделе како луѓето со јажење ги врзуваат раците на оној кој го љубат. Многу се ожалостиле, многу се разочарале. Браќи и сестри, знаете ли што најмногу ги разочарало во тој миг? Ајде да најдеме Матеј 26 глава, да видиме што нив посебно ги разочара. Да читаме 53 стих. Или мисле дека јас не можам да го помолам сега својот Отец да ми прати повеќе од 20 легиони ангели,
Исус не да му помогне на Петар, него уште го зацелува уото. И тој кој што имаше таа моќ да овие попаѓаат сите како мртви, имаше можност да го замоли ангелот да прати 20 легиони ангели, моćни ангели, а доста само еден, нема потреба од повеќе. А тоа не го стори. Имаше моќ, имаше можност, а не го стори. И учениците скршени, разочарани, само си поставуваат прашање зошто? 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 Дали сте биле, браќи и сестри, и вие некојаш во ситуација да не се сватили зошто Бог така ги води работите во вашиот живот и да сте биле многу разочарани? Јас го имам поделено со вас моето искуство, ама одавна беше тоа, не знам колку се сеќавате, искуство од војска. И при крајот на наше размислување сакам уште да се потсетиме на тоа. Војен рок го служев на обука, првиот дел војска, значи служев во Требиње. Во тоа време уште немав завршено филолошки факултет, студирав и руски јазик, имав уште неколку испити, а мене карта за Требиње беше платена со воз до Белград, од Белград за Никшич, па во Никшич јас таму морав и да преспијам на станица и да продолжам со автобус до Требиње. Тоа со воз беше, значи, страшно далеку. Замислите сега, оди за Белград, од Белград Требиње, до Никшич, Никшич за Требиње. И ме израдува кога капетанот рече, ако бидеме добри војници, ќе не прати на прекоманда неген поблиску. Прво, мене ми беше многу убава обуката. Бев болничар, ние ништо друго не работевме, него само се спуштиме долниот спрат и во училница учевме за како да пружиме прва помош во случај на потреба. И тоа навистина секој му е потребно и мене ми беше многу интересно тоа. Воопште не ми беше проблем. А онака сум научен на дисциплина од мал, воопште не ми беше проблем. И толку се надевав и се молев и толку се надевав дека тој ќе оствари своето ветување. Кога слушнав дека еден од најголемите проблеми што беа едно од албанче од Приштина, најголем проблем беше, сигурно имале добри врски, го пратија преку манда во Приштина. Мене ме пратија во Загреб, а само еден од сите војници беше подалеку од мене, тој беше во Карловаc. Друго разочарување беше кога прочитав таму војна пошта. Не е болница, не е амбуланта, него војна пошта пише. Во тоа време додека бев во Требиње, еден од Неготино, мислам, беше војник, бил четен болничар со пешадинците и цел воен рок го поминал на планините горе, во снегот, во страшно лоши услови, се жалаше, многу тешко му било. И мене прва помисла ми беше дека јас слична судбина ќе имам сега, штом не сум во амбуланта или во болница. И веруете ми, толку ми беше тешко, што испадне дека Бог не ја услише мојата молитва, јас плачев на полигонот. Поручник дојде и ме тешеше, зашто навистина му бев добар војник. Второ разочарување кога дојде во Загреб, а оно тамо некој магазин со санитарски материјал и прва помисла е дека тука ќе умреме од работа. Колку требаше да чекам. Тоа беше среда, кога дојде во Загреб. Дојде петок, а јас во црква. Таа вечер со мене беше еден друг војник, адвентиста, кој што истиот ден и тој отишол војска, а тоа му беше на него прво доаѓање во црква. Беше во друга касарна, кај што многу дисциплина имаше, и тој не можеше да доаѓа многу ретко. А јас баш затоа што не бев во амбуланта или во болница и немав дежурства, можев секој ден додам. Петок за почеток одев, сабота предпладне попладне, недел имаше неделно богослужение и во недел на евангелизација секоја вечер одев, на молитвено богослужение одев, а тоа ми беше најголемиот благослов. И не само тоа. Тој магазин за тој кој јас толку се плашев, всушност скоро ништо немавме работа. Тоа беше
magazin со санитетски материјал, углавно лекови кои се држа како ратна резерва и ние моравме со поручник кој што водеше рачун, моравме да водиме рачун да не помине рок на трајање, при крајот на рок на трајање да донесеме некоја болница или амбуланта, ако он закаснеше па погрешеше да помине рокот, onda ги фрлевме во септичка јама. И до пладне, до 2 сатот наизменично работевме на рецепцијата. Колку ми беше убаво, колку лесно да не чувствував еден само што имаш таа униформа. Осем поручник имавме и мајор, медицинска особа, која што на него му беше само битно да не направиме некој проблем, некој да не пријави, па он себе мора се заштити, па за тоа мора некој каза, иначе не му беше ништо важно. И кога зборам за ова во Загреб, само уште едно искуство да ја кажам, кој ми остана нака многу убаво осеќавање. Една недела попладне излегов така во град, се шетам и имав намера после да додам на неделно богослужение и од тамо се вратам во касарната. Одам низ градот и тука во центарот, тамо на Илица, поминувам прокрај онај познат пазар, не знам кој го знаете, Загреб. Поминав на пазарот и примитив едно прекрасно гројзе кое што со изгледот те тера да го јадиш. Ама кога погледнав во джепот, имав само пари за дар, а се собираше неделен дар во тоа време. И се мислев, дали да купам пола кило, нема повеќе пари ке себе, дали да купам пола кило грозе или да изочувам за дар. Сепак одлучив да ги оставам парите за дар. И после богослужението, повеќе од вас го знаете Дарко Ковачевиќ, што го воде Агапе составот, татко му на Дарко Ковачевиќ ме повика на вечера, ме угости добро, после вечерата имав и грозе, и на крајот ми даде и пари, многу повеќе него ли они што ги дадо за дар. Овие искуства од војста ме научија нешто многу, а тоа е дека ние некој сме многу кратковиди. Ние се надеваме, ние мислиме на нешто. И ако тоа не се оствари, ние ќе се разочараме. Ама што вели пророкот Исаја во Исаја 55 глава 8 и 9 стих? Исаја 55 глава 8 и 9 стих. Пардон, се солз за очите и не можам да прочитам. Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта мои патишта, вели Господ. Но како што небото е повисоко од земјата и како што моите патишта се повисоки од вашите патишта и мислите мои повисоки од вашите мисли. Други зборови, Бог сака да каже колку е небото повисоко од земјата. Толку се разликуваат моите мисли од вашите мисли. Драги мои, јас со ова наше размислување сакам да завршам со, за мене, еден од најомилените стихови во Библијата и се многу краток, многу омилен цитат кој 100 пати сум го споменувал од ова место Копнеш на вековите. Во Еремија 29 глава 11 стих. Бог вели, моите мисли не се ваши мисли, многу се различни. Ама дали тоа значи дека Бог не мисли на тебе и на мене? Зошто само јас ги знам за мислите што сум ги смислил за вас, вели Господ. Замислите за добро, а не за зло, да ви дадам иднина и надеж. Замисла, имам план со тебе. Тоа не е нешто за лошо. Може би ти одма нема да го сватиш и ќе бидеш разочаран. Ама затоа, гледате, уште еднаш, кој зна по кој пат од ова место ви цитирам овие стихови од Копнеш 202 страница или 224 оригиналот. Бог никогаш не ги води своите деца поинаку отколку самите што би забрале да бидат водени, која би можеле од почетокот да го согледат крајот и да ја разберат славната намера што ја исполнуваат како негови соработници. Браќи и сестри, Бог никогаш не го води нашиот живот поинаку,
како и ние самите што би сакале да го води, кога би можеле да погледаме на нештата со негови очи. Но ние понекогаш гледаме со несоодветни духовни очила. И затоа се разочаруваме. Мислиме едно, друго се случува и сме разочарани. Но Бог нека ни помогне. Овие пораки да ги врежи длабоко во нашите мисли. Секогаш кога ќе ни дојде некоја тешка ситуација, да се сетиме како Бог прекрасно ги решава работите од минатото. Што вели во копнежот на друго место, тамо кај што ние немаме ни едно решение, он има 1000 решенија. И тие мисли да не храбрат, да продолжиме напред со вера и со доверба во нашиот Бог кој не љуби и кој ни сака добро. Амин.